Добро вечер. Минути за вестите од културата. Еве што издвоивме за оваа седмица. Штип одбележува 100 години од поставувањето на првата опера во Македонија, која на сцената во Штип премиерно е одиграна на 29 август во далечната 1925 година. Во текот на овој месец на сцената во Штипскиот народен театар ќе бидат одиграни 10 театарски представи, а се предвидени и неколку гостувања. Деталите од нашата дописничка Александра Ристевска. Штип одбележува 100 години од поставувањето на првата опера во државата. Во овој проект ќе бидат вклучени институции од градот, но и од целата држава. Операта Палјачи од Леон Кавало ја поставил познатиот музички педагог и композитор Сергеј Михајлов. На сцената во Штип премиерно одиграна на 29 август 1925 година. Тоа е една манифестација која што јас мислам дека ќе одбележи ова 2025 година покрај сите други проекти кои што се во план да се направат, али тука не сме вклучени само ние како институција, туку повеќе институции од градот Штип кои што веќе сме во преговори да се собереме и да видиме на кој начин и со која програма ќе се настапи тука и операта Палјачи. Освен одбележување 100 години од првата опера во државата, за оваа година се предвидени и многу настани, концерти, премиери и изложби кои ќе го збогатат културниот живот во градот, но и регионално, објаснува новиот директор на Центарот за култура Ацо Шопов. Сакаме цел источен регион, бидејќи сме ние, пак ќе кажам, како центар на истокот, не како, него центар на истокот, така да во текст сме подпишување на меморандум со целиот исток, каде што мораме да го активираме малку, нели, и тие помали градови каде што нема толку културни настани, да ги барем нашите представи и настаните кои што ги имаме во нашата институција да можат додат и во Виница, и во Пехчево, и во Берово, во тие помали градови. Во текот на овој месец на сцената на Штипскиот народен театар ќе бидат одиграни 10 театарски представи, а се предвидени и неколку гостувања. Драмски театар Скопје објави конкурс за доделување на наградата Горан Стефановски за најдобар драмски текст од македонски млад автор до 30 годишна возраст. Наградата ќе се избира на конкурс кој ќе биде јавно објавуван секоја година преку медиумите и на веб страницата на Драмскиот театар. Горан Стефановски е неиздвојлив дел од историјата на Драмскиот театар. Драмскиот театар има поставено 15 представи, од кои што повеќето, од кои што 8 се преизведби на драмски текстови на Горан Стефановски на сцената на Драмскиот театар. И Горан Стефановски е еден од амблематските автори кои што биле поставувани на сцената на Драмскиот театар. Токму затоа решивме во негова чест од оваа година да востановиме една награда со која што ќе го стимулираме драмското творештво на младите автори со цел и идеја да ни се роди нов Горан, да ни се родат нови представи кои што ќе живеат на сцената на Драмскиот театар и представи кои што ќе го отсликуваат времето во кое што живееме. Во Прилеп беше промовирано филмското книжевно дело Авторски политики на филмските адаптации од професор доцент Ана Опачиќ. Станува збор за теориско и аналитичко дело во кое преку анализа авторката прави истражувачко спојување на две уметнички форми – книжевноста и филмот. Новото филмско книжевно дело Авторски политики во филмските адаптации од професор доцент Ана Опачиќ од Универзитетот Европа Прима, која е и нејзина докторска дисертација, е теориско и аналитичко дело во 3 сегменти, во кое преку апликативен модел на анализа авторката прави истражувачко спојување на две круцијални уметнички форми – книжевноста и филмот. Таа загатнува и неколку клучни прашања од областа на интермедијалноста при филмските адаптации
адаптации на книжевни дела. Дополнително прави паралели за можностите и неможностите на филмскиот и книжевниот јазичен израз и нивните меѓусебни надополнувања, како и за границите на авторството во филмската уметност при обработката на книжевно дело, а сето тоа анализирано низ филмските адаптации. Станува збор за мојата докторска теза, која што ја имам потоа подоцна објавено во книга, и книгата се вика Авторските политики во филмските адаптации, каде што се бавам со тројца режисери и тројца книжевници. Станува збор за Смрт во Венеција, Војчек и Огледало, Тарковски, Андреј и неговиот татко поет, Херцог и Бихнер, и Висконти и Томас Ман. Ана во својата книга пробува со својот пристап на адаптација и анализа на преминот на литературните дела на филмското платно да донесе нов поглед, ново видување на тоа како светските режисери го прават и при тоа нудејќи му на читателот едно вистинско богатство не само од чиста академска теорија, туку и од многу други примери од целата светска индустрија. Инаку, делото Авторски политики во филмските адаптации беше промовирано во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп, како трета сесија од литературно-едукативниот циклус Процеп во процес, под наслов Кога книжевноста оживува на филмското платно. Со ова информација ги завршуваме вестите од културата. Нови содржини најавувам за утре во истиот термин. Ви благодарам што не следевте и оваа сабота.